Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, драги пријатели, ве подсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено, која денеска е посветена на манифестацијата Ден на универзитетскиот спорт во Битола, која на 17 мај 2024 се одржа во Битола, а беше организирана од Универзитетската спортска федерација на Македонија во соработка со општина Битола. Домаќин на манифестацијата беше Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Останете на 90,8 да дознаете повеќе. Знам дека нешто криеш ти, знам јас. Кажуваш без зборови, по твоите очи познавам. Во срцето ти допирам. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Сами до зори, јас и ти сами, без никој да не раздели. Ме носиш како бранови, на некој места скриени. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. 3, 2, 1. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Како што кажавме во најавата, на 17 мај 2024 Универзитетот Свети Климент Охридски Битола беше домаќин на манифестацијата Ден на универзитетскиот спорт во Битола, организирана од Универзитетската спортска федерација на Македонија во соработка со општина Битола. На настанот се одржа трибина на тема Спортот версус универзитетскиот спорт во градот Битола, како и дуалната кариера во спортот како најнов глобален тренд и предизвик. На конференцијата своји излагања има професор доктор Ленча Алексовска-Величковска, председател на Универзитетската спортска федерација на Македонија и професор на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Гордана Цветковска-Бошевска, советник за спорт во општина Битола и Маријан Лјамчевски, виш соработник за култура и спорт на Укло. А се одржа и државниот универзитетски куп на Македонија во ракомет во машка конкуренција со учество на екипи
од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје и Универзитетот Гоце Делчев од Штип. На отворањето на манифестацијата, ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, ги представи спортските активности на УКЛО и најави нови спортски содржини со кои ќе се збогати спортско-рекреативната понуда на УКЛО. Еве што рече тој во изјавата за медиумите. Ние како универзитет, тргнувајќи од една, можеби, подзаборавена поговорка, во здраво тело, здрав дух, се трудиме да им дадеме на нашите студенти интелектуални вештини и знаења со кои во иднина ќе заработуваат, ќе работат, но како услов да бидат добри студенти е да имаат здраво тело. Преку здравото тело ќе имаат здрав дух и ќе можат поуспешно да ги совладуваат своите обврски согласно студиските програми. Затоа ги поддржуваме активностите на Универзитетската спортска федерација, уште повеќе ќе ги поддржуваме, а веќе и дискутиравме за некои нови заеднички активности. Нормално тука ќе биде и нашата општина Битола, секогаш на располагање за соработка со универзитетот, а ние интерно, како универзитет, во минатиот период организиравме многу настани, тргнувајќи од екипните спортови, каде што нашите студенти се преваруваат во универзитетските лиги, па се до индивидуални спортови, како што се веслање, едрење, тенис, куглање, стрелаштво и можеби некои други ако заборавив. И во иднина ќе продолжиме да работиме на тие два правци, екипните и индивидуалните спортови, со цел да овие универзитетски спортови бидат една спона на спојување на универзитетите во државата. Македонија е премногу мала за да има раздвојување во универзитетската фела. А спортот, иако во самиот надпревар дели, секој сака да биде раздвојува, да биде најдобар, но потоа спојува. Сите учесници во еден надпревар се добри пријатели. Така да сакаме преку нашите активности и работиме и на сплотување на сите наши универзитети од државата. Накратко само, ректоре, дали УКЛО размислува за воведување на предмет спорт на единиците на универзитетот? Тоа сега ни го даде нашата почитувана председателка и долгогодишен декан на факултетот за физичка култура. Навистина ние немаме таков факултет, меѓутоа имаме наш педагошки факултет, каде што може да се основа таква катедра, или нашиот факултет од Скопје да ни дава услуга. Реков, ние не смееме да се делиме како универзитети. Да, таа идеја е прекрасна, бидејќи своевремено постоеше, повеќе беше на хартија отколку што се спроведуваше во пракса. Но она што ни го кажа председателката, искуството од УКИМ е фасцинантно и ние веднаш се договоривме да размениме искуства и да видиме и формално правно да се тоа воведе, студентите да добиваат кредити и да биде вреднувана таа активност. Впрочем, ние на УКЛО имаме и систем и правилник за вреднување во наставни активности, така да студентите добиваат кредити за нивната општествена активност, така да тука спортот ќе најде место и мене ме радува што оваа трибина ќе биде иницијална каписла да ја примениме таа добра пракса, која досега реално не беше во нашите наставни програми. Како што кажавме, своји обраќања има и професор доктор Ленча Лексовска-Величковска, председател на Универзитетската спортска федерација на Македонија, и Гордана Цветковска-Бошевска, советник за спорт во општина Битола, кои го истакнаа значењето на унапредувањето на универзитетскиот спорт и поддршката за негов развој. Ќе ги слушнете по музичката пауза. Останете со нас на 90,8 МГц.
sretnam tebe, mislev дека љубов е што помалку да дадам, на крајот да им земам се. Но мојот свет се пресели во твоите очи бакарни, ко во песок жив потонав во нив, кога рече ти разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Во овој свет на лаги само ти си вистина, среде мрачен океан, единствен остров светлина. Ко боз да газам преку жар, брзам да ти прејдам праг, маска отфрлам и срце отворам, да ми кажеш пак. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Како што претходно кажавме, на отворањето на манифестацијата Ден на универзитетскиот спорт во Битола, организирана од Универзитетската спортска федерација на Македонија во соработка со општина Битола, чиј домаќин беше Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, свој обраќање има и професор доктор Ленче Алексовска-Величковска, председател на Универзитетската спортска федерација на Македонија и професор на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и Гордана Цветковска-Бошевска, советник за спорт во општина Битола. Професор доктор Ленча Алексовска-Величковска пред присутните студенти ја посочи важноста од практикувањето на спортски активности и напорите на Универзитетската спортска федерација на Македонија во развивањето на универзитетскиот спорт. Незиното обраќање ви го пренесуваме во целост. Би сакала да кажам дека денес најважно е да бидете и физички и ментално активен. Значи, човекот е биолошко суштество, меѓутоа тоа е и социјално суштество. Тоа значи дека спортот значи социјализација, комуникација, меѓусебно почитување, респект. И затоа е потребно постојано да спортуваме. Физичката активност представува една алатка да се изградите како вистински личности. Ректорот преубаво кажа за сите настани колку е значајно здраво тело во здрав дух, меѓутоа јас денеска ќе зборувам и за уште една работа, а тоа е двојната кариера. Вие треба да се чувствувате како посебни, затоа што вие и учите и спортувате. А во спортот не можете да се сокриете. Во спортот победува подобриот, победува најдобриот, таму сте со големи. Значи, директно комуницирате и стигнувате или не стигнувате до целта. Одејќи и градејќи го тој пат, всушност вие се градите како личност. Затоа што тешко е да изгубиш, меѓутоа тоа мораш да го надминеш и да го продолжиш тој пат. Затоа што учејќи како да се справиш со поразот
И како кога ќе победиш, треба да му дадеш рака на тој другиот и да станеш повторно и да го продолжиш тој пат, ве гради како вистински личности. И како никоја друга активност, тоа само го возможува спортот. И затоа вие за нас сте навистина големи херои, а ние од универзитетите, професорите, ќе треба секогаш да адаптираме програмата и нашите колоквиуми и испити како и вам ви одговара, не само на професорите, него сето тоа да биде неверојатно балансирано, за да може да останете во самиот спорт и да го развиваме овој универзитетски спорт. И вие како идни спортисти, кои што не само на ниво национално, туку се такмичат и на меѓународно, интернационално ниво, се постигнува неверојатни резултати. Затоа што вие сте амбасадори преку универзитетскиот спорт. Затоа што вие ја градите таа дуална или двојна кариера и нема подобро од тоа. И вие сте пример за сите студенти. Затоа што само така се останува здрава личност, а и интелектуално подоцна да си го најдеш својот професионален идентитет. Благодарност исто така, како што кажав, до општината, до луѓето од општината, до градоначалникот, до Гордана Бошевска, до Маријан, до Петковски, поранешни врвни спортисти кои што го продолжиле овој пат. И тоа е мисија на секој што бил во спортот, дали е развојно, рекреативно или дали учествувал во врвен спорт. Тоа е мисија на секоја индивидуа да го пренеси, да направи трансфер на оваа спортска активност, затоа што само со ваква спортска активност можете да станете вистинска личност, што е впрочем тоа и на животот. Животот значи да станеш вистинска личност, затоа што кога ќе станеш личност, веќе можеш секаде во сите сфери да се вклучиш. А оние што биле врвни спортисти, дали во професионалниот спорт, дали во универзитетскиот спорт, значи тие секогаш ќе бидат најдобрите лидери и најдобрите менаџери во сите сфери на општењето. Исто така, сакам да кажам и да споделам една позитивна практика, секако морам исто да потенцирам дека и од нашиот нов менаџмент на факултетот за физичко образование дадоа комплетна поддршка на универзитетскиот спорт. А јас имав голема можност и неверојатна комуникација и со сегашната ректорка која беше проректор, а и ректорот претходниот што беше, значи направивме чекор напред во однос на универзитетскиот спорт. Тука е и катедрата на нематичната на катедрата за нематичните факултети. Значи ние на нашиот факултет направивме посебна катедра во која што тие ги обслужуваат сите факултети, од медицински, машински и така натаму и така натаму. И не само што тие неформално, значи да само да биде, него Универзитетот Кирил и Методи направи да има посебен предмет акредитиран во програмите на речиси сите факултети во наредните 5 години, а се вика предметот спорт и здравје со 2 кредита и со оценка. Така да сакаме да кажеме дека с физичката активност мораме да ја подигнеме и на повисоко ниво, за да се подигне свеста дека таа е можеби најважното нешто кај човекот, затоа што кога си физички активен, вие сте и ментално стабилен. Едно со друго оди заедно, затоа што ќе ве научи науката. Може да имате како студенти голем број на проблеми кои што се во секојдневниот живот. Дали е тоа од аспект на другарството, дали од аспект на девојка, дечко и така натаму. Проблеми со врсниците и родителите, физичката активност секогаш ослободува хормон на среќа и на задоволство, тоа се серотонинот и ендорфинот и вас ве прави многу похрабри со поголема самодоверба за да дојдете до целта. Никогаш не ја подценувајте физичката активност, затоа што таа мора да постои, затоа што е дел од вашето здравје. Човекот се раѓа за да се движи. Секоја работа можете да ја правите или да не ја правите, меѓутоа физичка активност морате да правите во континуитет и системски. Не можеш за еден ден да вежбате, а тоа да се значи за еден месец. Значи невозможно е. Затоа што целиот скелетен мускулен систем, сите органски системи, а најважно психологијата која што во централниот нервен систем, тоа значи комплетна симбиоза на сите органски системи и фактички создавање на една здрава физичка и ментална личност. Со ваков ректор и ваков тим, јас се надевам дека ќе го следат патот на универзитетот и ќе исто така ќе создадат систем за студентите од УКЛО, затоа што и тие се на врвот
И понатаму сето ова да го надградуваме и да дојдеме во ситуација во која што ќе им конкурираме на професионалниот спорт. Значи знаете вие во Америка дека тие надпревари помеѓу колеџите и така натаму, тоа се најгледани, најактуелни, затоа што тоа е некој начин и одскочна даска на најдобрата лига, а тоа е NBA лигата. Така да имаме големи мотиви, ама јас денеска станав на вистина голем оптимист, затоа што визијата што ја има општината, затоа што да не заборавиме, Битола е најспортскиот град, нели, во Македонија. Нормално Скопје е главен град, затоа што има поголем број, нели, и на буџет, и спонзори и слично, меѓутоа Битола како консулски град секогаш одел рамо до рамо. И вие можете и да се пофалите, поготово оваа година, како што знам, влеговте во прва лига Пелистер, сега влеговте во финале кошарка, многу будно следам, а да не зборам за ракометот, во кој што сигурно предпоставувам, нели, дека ќе станете и шампиони. Имате и таква добра екипа, сега се одржува и купот, покажувате добри резултати, така да секогаш чувствувам огромно задоволство што сум во овој град. Навистина прекрасни луѓе, прекрасна мотивација и затоа денеска на вас спортистите ви посакувам да имате добар турнир, женски да се борите, така, родова еднаквост, женски, машки да се борите, да покажете и знаете што, едно да запамтите. Се можете во животот да пробате или да кажат за вас. Меѓутоа, запамтете, вербата во себе, кога ќе излезеш на терен или било каде, никој не може да ви ја земе. И тоа ве прави најсилни и најмокни. И затоа вие студентите сте моки на универзитетите. Значи, вашата сила, вашата едукација е најголемиот интелектуален мотор на сите универзитети. И општина Битола се вклучува во развојот на универзитетскиот спорт. За мерките што ги превзема зборуваше Гордана Цветковска-Бошевска, соработник за спорт и млади во општина Битола. Пред да ја слушнете неа, малку музика. Zimna večer
Ве посетувам, вие сте со програмата на Универзитетското радио УКФМ Битола, ја следите емисијата за Универзитетот отворено, во која денеска се навраќаме на одржаната манифестација Ден на универзитетскиот спорт во Битола, која се одржа на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола на 17 мај 2024. Гордана Цветковска-Бошевска, соработник за спорт и млади во општина Битола, на манифестацијата се осврна кон условите и помошта кои општината ги дава за развој на универзитетскиот спорт, посебно иницијативата за обезбедување финансиски средства за континуиран развој на универзитетскиот спорт во градот и за универзитетот. Ви го пренесуваме низиното обраќање. Во делот на спортот, значи визијата и мисијата моја лична, како поранешен долгогодишен репрезентативец, спортски работник, тренер, меѓународен судија и што уште не, бидејќи гледам секој моје слободно време да го посветам на спортот, на младите, бидејќи сум исто така и службеник за млади, она што и ректорот го кажа, нели, студентската пракса како дел од програмата за млади. Мислам дека она што денес го постигнавме, јас ќе кажам едно многу важно партнерство, задоцнето партнерство условно кажано, бидејќи делот на универзитетски спорт имплементирање во програмата како визија ми беше пред неколку 7-8 години, кој што како опис стоеше секогаш во програмата за активности во делот на областа на спортот и младите, меѓутоа никогаш не беше реализирана. Или секогаш нели ќе му дадеме доволно значење и доволен акцент на универзитетскиот спорт, меѓутоа кога има финансиски импликации тогаш се дава значење по мене, заради тоа што не можете вие само да кажете дека имате поддршка ако не имате реални акции за тоа. Оваа активност мислам дека е од почнување на универзитетскиот спорт и по мене е многу важен настан, заради тоа што така и почнува и училишниот спорт. Јас за тоа малце ќе се навратам како паралела да ви кажам, кога почнавме со финансирање на училишниот спорт преку Федерацијата за училишен спорт, тоа беше една доста голема битка заради тоа што имаше финансии само за поддржување на ученици кои што ги спроведуваат активностите на Федерација на училишен спорт, а како новитет во општината создававме ние двојно финансирање, значи покрај тоа што ќе ја поддржиме Федерацијата на училишен спорт со оние активности кои што ги имаат и ги знаете вие програмите, меѓутоа ставивме една друга програма. Јас сега ја викам програма за неспортските деца, односно сакавме да го зголемиме процентот за учество на деца во спортски активности и формиравме училишни лиги, кои што училишни лиги треба да се одвиваат меѓу класови и ќе учествуваат сите деца. Сега не е 100% имплементирана, јас секогаш наоѓам некои негативни работи, бидејќи секогаш професорите ќе ги земат тие активните спортисти, а целта на програмата да се вклучат сите деца и од време на време правиме некои контроли дека треба стварно да бидат вклучени сите. Тоа истото што го направивме со училишниот спорт и го зголемивме буџетот, го дуплиравме буџетот, сакам да го направам со универзитетскиот спорт, здравје Боже. За сега имаме огромна поддршка од градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, кој што ја препознава ова моја идеја дека може да се реализира, дека универзитетскиот спорт ќе се стави на едно повисоко ниво. Значи ние се залагаме нели за паралелно развивање и на интелектуалните способности и на физичките способности. Тоа може да се случи само преку спортот во образованието. Значи дека спортот е најважен и социјална алатка, односно преку спортот имаме кохезија, инклузија, ферплей, нешто што вие го учите во текот на образовниот процес. И она како службеник за млади можам да го кажам дека таа категорија од 15, 16 до 29 години ни е најкритична. Ние имаме спорт во Битола каде што вие имате активен спорт до 18 години, после 18 години 80 до 90% младите се откажуваат од спорт и не продолжуваат понатаму. Доколку го интегрираме ова во универзитетскиот спорт, додека го интегрираме во факултетите, јас мислам дека таа стапка ќе се намали, односно ќе се зголеми на студенти кои што се занимаваат со спортски активности. Во тој дел јас се надевам дека тука ни е и Зоран Петковски, кој што е председател на Комисијата за млади и спорт, каде што тие програми кои што ние ги креираме, тие ги гласаат на совет. Мислам дека и во овој дел, како и досега, ќе имаме разбирање, па се надевам, здравје Боже, за наредната година дека и финансите ќе се зголемат, а и активностите. Јас знам, гледам и пратам професорот, односно ректорот, колку активности имавте спортски последниот период и тоа ми даде мене некој ветер во грбот за да можам овој проект прво да го изреализирам
реализираме и се надевам за понатамошни уште поголеми активности. Мислам дека ова е само еден од почеток, како што кажав, за доцнето партнерство, меѓутоа многу важно за мене. Општина Битола, односно Советот на Општина Битола, одвои средства наменети за развој на универзитетскиот спорт, кажа во изјавата за медиумите Гордана Цветковска-Бошевска. Годинава Општина Битола и Советот на Општина Битола оддели 300.000 денари. Тоа го направи и прошлата година, значи веќе втора година започнуваме со финансиска поддршка на 300.000 денари. Во делот на училишен спорт поддршката е 800.000 денари. Се надеваме дека паралелно ќе работиме на развој и на училишниот спорт и на универзитетскиот спорт. Сумата што ја кажавте прво е за универзитетскиот спорт? Да. Што подразбира тоа поддршка во? Значи вака, во делот на универзитетскиот спорт, односно имавме повик каде што Федерацијата на универзитетски спорт ќе ги имплементира активностите кои што ги имаше во рамките на проектот, а оваа година, значи тоа ќе го направат во партнерство со Универзитетот УКЛО и заеднички ќе ги спроведуваат сите активности, значи Општина Битола, Универзитетот УКЛО и заедно со Федерацијата на универзитетски спорт. Маријан Лјамчевски, виш соработник за култура и спорт на УКЛО и одговорен за универзитетскиот спорт во универзитетот, во тематскиот дел на манифестацијата Ден на универзитетскиот спорт во Битола ги представи бројните спортско-рекреативни активности на УКЛО во изминатиот период, спортовите што се дел од Универзитетската лига, како и ново воведените, меѓу кои веслање, едрење, тенис, куглање и други екипни спортови кои универзитетот им ги нуди на своите студенти. На крајот се обрати господинот Зоран Петковски, советник од Општина Битола, кој само ја потврди решителноста на општината за вложување во развојот на универзитетскиот спорт како гранка која е најблиску до професионалниот спорт во нашата држава. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој, секогаш мој.
Манифестацијата Ден на универзитетскиот спорт во Битола продолжи со спортски настан, државен универзитетски куп на Македонија во ракомет во машка конкуренција, што се одржа во Универзитетската спортска сала Павел Шатев, со учество на екипи од гостинските универзитети, Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје и Универзитетот Гоце Делчев од Штип. По завршените надпревари, првото место го освои екипата на УКИМ, второто екипата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а трето пласиран беше тимот на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Во периодот што следи, продолжуваат надпреварите во одбојка, кошарка и мал фудбал, организирани од Универзитетската спортска федерација на Македонија. Во борбата за медали на терените ќе излезат и екипите на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Слободно оди си, се што градевме прегази, се што имавме прокоцка и без срам и замини. Слободно полетај, ко птица без граници, се што ние створивме за миг заборави. Постојам повеќе, што е моje и твое, затоа слободно земи се. Но едно знај, љубовта твоја ќе остане, а таа за мене сонце што ме грее секој ден. Земи се. Но едно знај, љубовта твоја ќе остане, а таа за мене сонце што ме грее секој ден. Земи се. Земи се. А таа за мене сонце што ме грее секој ден. Земи се. Укло ФМ Битола, мај 2024 година.
24 časa секој ден на 90,8 Укло FM Битола.